Има многу разни верувања во овој свет. И едно кое што мене многу ми смета, всушност најдеќе ми смета ова верување е дека дури кај христијаните, дури кај луѓе кои што се верници, некако многу му даваат простор на непријателот. Многу му даваат простор на ѓаволот. И често нели го слушаме овој момент кај каже ѓаволот ме спречи. И колку и да тоа звучи некако многу силно или како да кажам многу релевантно за нив, како да ме гета, ние сега се бориме, ама ѓаволот не спречи да дојдеме и таму и да присуствуваме. Некако тоа мене ми смета. Знаете зашто ми смета? Затоа што, како да ви го објаснам ова, знаете кога, не знам за вас дали вие сте биле во, дали некој од вас бил во дискотека? Сте биле, да, окей. Дали некој од вас бил кафана? Не дигајте раце, окей. Значи, видите, кога некој слуша некоја песна, некоја кафанска песна, нели, да кажеме, еве, Илија зборуваше за младата генерација. Се замислете за некој кој што е израснат, кој што е веќе 50-60 години, и тој пораснал со одредени песни, да кажеме, ја може не сум ги сакал тие песни, ама што да правиме. И сега кога таа една песна ќе излезе, кај едниот човек донесува чувства, емоции, го потсетува на нешто, а кај другиот па ништо нема. Ме разбирате? Така да постои искуство кое што го поседуваме, кое што ги дефинира нештата. Сега, зашто го кажувам ова? Кога ќе имате можност да го видите ѓаволот, а од друга страна ќе имате можност да го видите Исус, веќе никогаш нема да помислите да кажете дека ѓаволот е посилен од Исус. Единствено човек кој што немал искуство да ги сретне овие две личности, може само да резонира или да кажува, па не знам, можеби тој е толку многу силен што ќе ме спречи. Но кога сте имале таа можност да го видите и овој, еден мој пријател го вика рогатиот, и убавиов Исус, извини, тој не си ти најубав, Исус е најубав, али кој ќе ги видите нив двајца и кој ќе ги споредите, веќе никогаш нема да ви дојде на мисла да кажете дека непријателот е поголем од нашиот Господ Исус. Дали го разбираме тој дел? И затоа јас не можам да се сложам дека некој го спречил некого, поготово кој е христијанин, да дојде на одредено место. И затоа јас верувам дека сите кои што требало да дојдат се тука. И затоа ми е мило и драго. Не знам на вас дали ви е мило и драго. Океј. Не знам од кај да почнеме сега. Од некаде треба да почнеме. Од почеток, да, ама почетокот е и крајот. Океј. Знаете, слушнав една реченица, баш кога го кажав последниот збор, а тоа е дека Исус е навистина љубов. И ако некој тука воопшто се сомнева и воопшто размислува дали Исус е љубов, ова е како една убава мала потврда за тебе. Ја ќе го објаснам тој дел. Бев во Манчестер, ова е пред многу години во Англија, и зборував таму и на крајот им пророкував на многу луѓе, и нека некој не се мисли како ти се фалиш дека си пророкувал. Ако го имаш дарот, можеш да пророкуваш, можеш да служиш. И имаше мнозина луѓе, значи цела редица им зборувам. Знаете, не ги знам луѓето, прв пат во живот ги гледам. Се враќам во Манчестер после година дена, можеби, да, скоро година дена, и како што влегувам во салата, значи влегувам за да зборувам уште еднаш. Една девојка, жена, како да ја кажам, некој си 30 на години, трча од таму и вика Зоран! И сега ја гледам и викам, не е Ребека. Знаете, само отидов таму. Значи, кој е овој сега што толку многу добро ме познава, па уште вика таму Зоран! И како што иде трча на кај мене, ја викам да се тргнам вака, зашто знам дека ќе рипне на кај мене. И викам да се тргнам вака. Али беше незгодно. И трча девојка, ова Ребека, ти го немам кажано, извини. И трча на кај мене и рипа ме гушка. И вика, леле, Зоран, и сега ја гледам и не ми се верува во целата таа ситуација. Едноставно викам, ова сонувам или не? И она вика, ме гледа, јас буне целиот, вика, не ме памтиш. Викам, ако ти кажам дека те памтам, ќе те излажам. Така да викам, а у црква сум, не смем да лажам, и викам, не те памтам. Едноставно немам никаква меморија за тебе.
Девојката седна и кажа, јас се викам вака и вака. Рече вака, пред точно 1 година ти беше гостин во оваа црква и ти проповедаше. Рече, јас тој ден дојдов случајно. Дојдов со сила. Дојдов бидејќи реков, ајде Господи, уште еден момент, уште една шанса, уште еден час со Тебе и веќе јас сум завршена со све. Рече, оваа година, значи претходната година ми беше најлошата година во мојот живот. Мојот сопруг ме напушти, моите деца ме напуштија, ја изгубив мојата куќа, изгубив мојата кола, изгубив мојата работа, го изгубив моето здравје. Оваа жена решила да тој ден, после таа служба, после таа последна шанса која што му ја дава на Господ, да си го одземе животот. Он рече, ја бев спремна. Јас бев решена, после овој час, после оваа служба, јас одам и си го завршувам мојот живот, бидејќи не можам да живеам вака. Ова е неподносливо. Оваа неволја е премногу голема за мене. Океј, значи ја разбираме сериозноста на оваа личност. Океј, може би некој тука се вика, па ја не сум толку проблем, немам толку проблеми во животот. Океј, немаш, ама некои луѓе имаат. И затоа, ако на тебе ти кажам кој што немаш неволја и ти кажам Исус тебе те љуби, ќе кажеш фала Зоран. Но ако му го кажеш тоа истото на човек кој што има само темнина во неговиот живот, тогаш што многу ќе му значи. Океј, вели вака. Јас дојдов кај тебе, а таа беше некоја виетнамка, мислам дека беше многу ниско жениче. И вака ме гледаше. И ја вели, ти ми го кажа следново. Рече, ја ти кажувам, многу ми е тешко, ужасно ми е, а рече, ти ми се смееше у лице. И вика, колку бев љута на тебе у тој момент. Ми идеше да те удрам, ама кај ќе му удри, а поголемо не за 1 метро. И вели вака, и ти во тоа твое смеење, јас сум рекол вака, ја ти пророкувам на тебе дека од сега, не од утре, него од сега, од овој момент, твојот живот ќе биде многу подобар од претходниот. И сум рекол, јас ти пророкувам дека уште вечерва Господ ги менува страниците на твојот живот. Уште утре твојот сопруг ќе се врати, уште утре твоите деца ќе дојдат, на 3-тиот ден ќе добиеш работа, на 4-тиот ден ќе се добиеш куќата и што све не јас сум ми кажал. И ја велам, леле, кој знаеш што сум ти објаснал? Не рече. Знаеш ли што се случи уште моментот додека седев таму? Нешто ја осветли мојата душа и одеднаш желбата да го завршам овој живот си замина. И одеднаш се појави надеж дека можеби овој големиот и крупниот и насмеаниот има право за нешто. Рече, следниот ден мојот сопруг се врати, заедно со него се вратија неговите деца. Веќе вториот ден ја добив мојата куќа, веќе 3-тиот ден ја добив мојата работа, веќе 4-тиот ден мојот живот од тој ден е толку благословен што јас немам никаква причина да бидам ожалостена или пак да размислам на нешто темно. Рече, мојот живот се смени потполно. Така да многу му значи на некој човек кога ќе го охрабриш или кога ќе му пророкуваш. Не знаеш што тој човек наумил во своето срце. И не знаеш во какава темнина тој се наоѓа. А ти и јас, кои што велиме дека сме светлина, нашата единствена задача, или подобро кажам, нашата намера е да ги осветлуваме душите на луѓето што се околу нас. А тоа што не знаеме, можеби во каква темнина живеат. Така да светли колку што можеш. Свети независно, ако некој каже, абе, зашто светиш, има светло? Ако ја ќе светам и за некој кој што можеби доаѓа во овој момент. Така да, денеска сакам да зборувам за нешто кое што е поврзано со сево ова, и ајде одиме во Римјани. Знаете, за мене една од најтешките работи е да спремам проповед. А па најтешко ми е кога ќе слушам славење. Значи, мислам, најубаво е, ама и најтешко, затоа што при секоја песна јас имам цела проповед. Значи, првата песна, втората песна, третата песна, јас сум во конфликт, што да зборувам сега? А веќе од дома дојдов спремен со нешто. И некогаш можеби треба човек да се држи за тоа првото, а некогаш можеби е добро да дозволиш да Светиот Дух ти зборува во тој момент за некого тука. А тоа што каква полза има за тебе
и за мене, ако јас само зборувам зборови кои што не убедуваат или кои што не менуваат. Така да, јас ќе направам еден микс. Вие не ни знаете што сум спремал да проповедам, ама ќе направам еден микс. Ајде ќе одиме во Римјани, 5 глава. Ова може би е една од најсилните или најдобрите, како да кажам, глави кои што може да ги читате за растежот на еден христијанин, за сигурноста на еден христијанин, за стабилноста што можеш или вкоренетоста што можеш да имаш во Христос. Бидејќи ајде малку назад, иди на 4 глава. 4 глава последниот стих. Ајде мора да го запамтите. 4 глава 25 стих. И овој стих кога го прочитав прв пат, ја од тогаш не можам да го извадам од главата. Точно знам која страна е, како стои, како е напишено. И вели вака, затоа што Исус беше предаден за нашите престапи. Всушност на грчки стои вака: Исус кој што беше однесен на крстот за смрт и умре за нашите гревови, но воскресна за наше оправдување. Океј, малку е, како да кажам, биле малку шкрти кога го преведувале овој дел пред многу години, али убаво е да ги студираме и работите како стојат во изворниот јазик. Така да Исус беше земен, однесен на крстот и умре за нашите гревови. Ако некогаш некој ти кажува дека се уште, или пак дека има можност Бог тебе ти се наљути и да те казни, тогаш мораш да го знаеш, мораш да го памтиш и мораш да го поседуваш внатре во тебе во стих. Мораш да го поседуваш. Не само да го има во Библијата. Земи го и вгради го во тебе, во твоето срце, во твојот ум, во твоето битие, во се што од тебе функционира, имај го овој стих во тебе, затоа што Исус умре за нашите гревови и го зема не само нашите, не е ова само некоја општа форма. Ова е мојот и твојот грев. Веќе Бог не гледа врз тебе грев кој што ти мислиш дека го имаш, со кој што може да те казни. Затоа што Исус ги зема гревовите. Убавата работа е, или па да ви кажам, најубавата работа е, што Исус не само што ги зема гревовите, него воскресна од мртвите, да сега, откако сме исчистени од гревот, да воспостави една нова природа во нас, а тоа е праведноста. Така да, не само што гревот беше тргнат од тебе и од мене, веќе осудата дали јас ќе бидам казнет од Бог некако некогаш, веќе е тргната. И не само таму што Исус заврши, него всушност смртта беше почетокот на едно ново создание, кое што ние денеска го нарекуваме праведници. Дали разбираме дека смртта не беше крајот за Исус? Смртта и земањето на гревовите беше почетокот за една нова лоза на луѓе кои што претходно не постоеле. А тоа се луѓе кои што се наполно оправдани од Исус, потполно исчистени од гревот и праведноста веќе е вградена во нив, веќе е втисната во нив и не постои битие на оваа земја, не постои битие во иднината, во вечноста, не постојат сили или началства кои што сега можат да не отргнат од неговата рака. Зошто е сето ова вака? Не затоа што јас и ти сме толку верени, имаме толку многу сила или голема вера па да се спротивставуваме на се. Не, јас знам дека мнозина од нас сме дури и слаби некојаш во верата. Слаби сме. Подклекнуваме, имаме многу притисоци. И затоа ќе зборувам. Но заради делото на Христос, јас и ти можеме да се класифицираме и можеме да се нарекуваме оправдани и не само оправдани. Оправданието беше дело на Христос. Но праведноста е жигот кој што стои врз нас. Така да, каде да одиш ти, врз тебе пишува праведник. Мене не ме чуди зашто околу нас има толку многу ангели. Ја пред некој ден кога бевме со Дакс, кога седевме, нешто почнав да му зборам и само одеднаш некој ми ја сврте главата така, едноставно физички се и викам, еј еве го ангелот што иде се цело време со мене. Дакс почна да се смее. И некој му каже, како бе ти ги гледаш ангелите? А зашто да не ги гледам? Тие се помошници, служители на оние кои што го наследуваат спасението. Евреи 1 глава. Така да немојте многу да бидете премногу, како да го кажам тоа, премногу понизни па да кажете, леле, како јас за ангели да зборувам. Зборувај.
Зборувај за Исус, зборувај за царството, зборувај си на себе самиот дека си праведник. За да можеш да се најдеш во тоа. Затоа што за некој од вас ќе треба перење на, како да кажам, на совеста, перење од или миење на тие погрешни учења кои што ве направиле да бидете вакви, целите притиснати и да немате никаква увереност, а камо ли смелост. Писателот на евреите не вели со целосна увереност и со целосна смелост престапете кон тронот или кон престолот на благодата, за да може да најдете милост и да добиете благодат во време на потреба. Некако многу ми чутите. Или е премногу добро ова што го зборувам. Ние многу често се наоѓаме во некои притисоци, али притисокот не е никогаш посилен од верата. Притисокот не може да биде посилен од верата. Што значи тоа? Или верата е толку многу притисната и не се искажува, та притисокот е толку голем. Но знаете што е спротивното? Кога верата е силна, притисокот е многу помал. Тоа е законот на физиката. Каде што има многу притисок, мора да има многу мал отпор. А каде што има голем отпор, притисокот се намалува и се повлекува. Ајде ќе читаме Римјани 5 глава. И така, бидејќи сме оправдани, какви сме луѓе? Оправдани. Имаме мир со Бог. Зашто имаме мир со Бог? Затоа што нешто направивме? Затоа што јас и ти нешто отидовме, запаливме 2 свеќи. Јас се сеќавам пред многу години имав едни многу диви пријатели и децава мои не сме да слушаат сега, али пиевме многу алкохол. И мајка му на мојот многу близок пријател рече кога ќе одите таму во таа црква да запалиш свеќи и за мртвите и за живите да запалиш. И ние мора да слушаме. Купивме помалце свеќи од тоа што требаше да другите ги испивме парите, али и како стигнавме до тоа свеќникот, значи ова е пред многу години. И се едва и се држиме на тоа некако да ги погодиме, да ги запалиме, зашто дома ќе не утепаат ако не го направиме тоа. И го направивме тоа дело. И сабалето доаѓаме и го прашува мајка му, рече, дали запали и за мртвите? Запалив, мамо, запалив. И за живите запалив? Запалив, мамо, запалив. Кај ги заиста и свеките за живите? Па доле. Леле, рече, сико ќе умреме сега сите. Разбирате, значи не беше дело кое што јас и ти го направивме, па да може да кажеме, да бе, направив се што треба и затоа сега има мир со Бог. Не направи ти и јас ништо не направивме. Ние не можевме да направиме, да се донесеме самите себе си во тој мир, него Христос не оправда и сега преку таа вера која што ни ја даде, имаме сега ние мир со Бог. Веќе тој мир не може да го наруши никој. Зошто? Бидејќи него создадовме јас и ти. Овој мир беше создаден помеѓу Христос, неговото дело и намерата на таткото да бидеме негови синови и ќерки. И јас и ти сега не можеме да бидеме одвоени со никаква намера, никаков ѓавол, никаков демон не може да го наруши овој мир. Океј. Преку нашиот Господ Исус Христос. Втори стих 2. Преку кого по вера имаме пристап во оваа благодат во која што стоиме. Луѓе, во што стоиме ние? Некој ќе каже, стојам во Nike, стојам во Puma, или во Борово, Боролета, како се вика тие, порано ви текна тие, Чикуманово. Оф, леле. И ние не стоиме само на тло, ние не стоиме само на плочки, ние не стоиме само на едно место што се вика Македонија, или Скопје, или како сакате да наречете го. Ние стоиме, ако сме во Христос, ние стоиме во едно нешто друго. Една друга основа, која што се нарекува благодат. Благодата не е да дојде некојаш врз тебе, или само околу тебе, или само да ја видиш, да ја допреш, да ја вкусиш. Не, благодата е сферата, или амбиентот, или основата во која што јас и ти стоиме. Не стоиме ние во некоја, дури кога зборуваме ние, ово е распадлив свет, ово е минлив свет, да, знам. Распадлив е. Али основата во која што јас и ти стоиме, а не ја постигнавме со наши дела, Исус не зема
и не префрли од царството на темнината, подобро кажам, од влијанието на темнината и не префрли во царството на неговиот син, кое што е царство на светлина. И не е сега благодата некаде каде, него светлината, вистината го осветлува тој дел и јас постојано размислувам за таа благодат. Јас постојано сум уверен дека ништо не може да ме разниша. Многу јасно го читаме и многу мнозина сака да го чита Псалм 1. Псалм 1, стих 1, 2 и 3. Кај што вели благословен е човек, нема да го цитирам, благословен е човек кој што не се дружи со грешници или беззаконици, луѓе кои што се спротивставуваат на Божите намери. Благословен е таквиот човек и вели истиот тој ќе биде како дрво посадено или подобро кажам ставено покрај жива вода или реки. И вели дури да дојде жега, дури да дојде таму еврејскиот е топлина, суша, вели неговите листови ќе бидат секогаш свежи, зелени, ќе биде растутен. Зошто? Бидејќи стои покрај вода, стои во плодоносна почва. На истиот начин ние стоиме во таа благодат и ние сме споредени со истиот таков човек. Благословен е човек кој што не се дружи со беззаконици. Тој ќе биде и тој е како дрво засадено. Јас и ти сме сега засадени во благодата. Ние не ја само допираме и ја гледаме и понекогаш ја чувствуваме, ние сме засадени во нејзе. Моите нозе стојат цврсто во таа благодат и ништо не може да ме турне од таму. Амен. Океј. И вели вака, преку кого, преку Христос по вера имаме пристап во оваа благодат во која што стоиме. И видите, и не само што стоиме, ајде ќе бидевме задоволни, ќе кажеме, леле, фала ти, Господи, фала ти што не сум, извинете, никош не го правам, многу ми е смешно, али, викаме, ќе кажеме, леле, супер, значи јас сум презадоволен од Господ, и фала што сум жив, фала ти, Господи, што не сум утепан, фала ти што постојам, до тука да застанеме. Ама Павле не вика така. Павле вика, сега кога разбравте дека стоите во благодата, не застануваме само таму. Туку сега што правиме? Па дури се фалиме. Со што се фалиме? Се фалиме со надежта на Божјата слава. Вау! Некој ќе каже, како бе, вие претерувате тука? Не, ја не претерувам. Тој што го напишал, ова претерал. Знаете, ќе ви издадам една тајна. Еве, веќе подолго време и мислам дека ќе дојде крајот сега, или почетокот на таа една моја убава книга што ќе биде најверојатно издадена 25. Ќе си ставам за себе си како предизвик 25. мај. Али таму знаете што пишувам ја? Многу бе работи. Али една реченица. Знаете, го пишувам Евангелието некако добра вест. Нели, тоа е најповеќе кога го слушате и кажете Евангелието е добрата вест за спасението. Океј, знаете како го дефинираме Евангелието? Претераната добра вест на спасението. Таа е претерана. Исус претера кога дојде и го направи ова дело. Претера. Ние обично го користиме тој збор кога кажеме дека претера доста више. Исус претера со неговата добрина. Направи нешто што не застана. Не застана само да не избави, да не спаси, да не сочува. Него вика Павле сега, не само што не сочува, него славата Божја, славата на надежта е толку многу во нас, што ние сега се фалиме со оваа надеж. Се фалиме пред другите луѓе кажат, бе, не претерувај. Ти кажа, бе, не можам да не претерувам, таква е добрата вест, претерана добра вест. Претерано добро евангелие. Така да, ние кои што сме повеќе години во христијанството или во црквата, така некако некојаш лежерно ги доживуваме работите. Али ако го доживеете тоа, ако некој денеска го доживее тоа ќе биде претерано. Некој каже, и сега не се љути на мене? Не. И покрај тоа што сум го правил? Не. А и сега тоа што го правам? Не. Не се љути. А ако направам нешто, и тогаш нема се љути. Па како може така? Па тоа ти кажувам, претерано добро е. Премногу е добро за да го сватиш или пак да го сочвакаш само во еден момент. Премногу е добро евангелието. Премногу е добар Бог.
што навидом изгледа дека претерал со неговата добрина. Али тоа намерно го прави така, за да јас и ти, што правиме? Секогаш бидеме восхитени од неговата добрина. Да не остане момент да кажеме, да бе, да го знам Бог. Не, него. И другиот ден. И се восхитуваш, се зачудуваш секој ден и си кажеш, не очекува вакво нешто. Ја верувам дека Бог си седи на тронот и баш сака да го слушне тоа од мене. Бе, ја не очекував волку многу. Па зошто? Ја не го заслужувам. Бог вика, мојата добра претерана вест. Амен. Океј, и се фалиме со надежта на Божјата слава. Третиот стих, евој стих сакам денеска да го допрем. Не знам зашто, можеби ватре во духот чувствувам дека има некој многу голем притисок. И затоа не притисока нели што се мери на како си го. Нели старите кажат, какав ти е притисокот? Ја викам, ја не сум мерил притисокот од војска. Мислам дека Ирена ми има измерено еднаш два пати, ама супер ми е. Али не станува за таков притисок, кој што станува збор за притисок на крвта, него зборам за притисок кој што е внатре. И можеби во духот можам дури да вкусам како некој е многу долу, многу темнина. И затоа можеби ова е за тебе ти зборувам. Али ја ќе збориме вака. Но не само тоа, туку се фалиме и со неволите, знаејки дека неволјата раѓа трпение. Сега, ако студирате малку на грчки, или на изворниот јазик, старогрчкиот јазик, ќе видите дека пишува дека зборот неволи, кој што се користи, страдања всушност е, на грчкиот е thesis. И ова е еден збор кој што е многу интересен збор, кој што нели мнозина се плашиме од тоа. Баш некој ми спомна сега, ле рече Зоран, толку многу страдање има низ светот, нели бомби пукаат, па умират христијани. Но овој стих не се користи надворешен притисок. Дали го разбираме тој дел? Значи не станува збор за некој кој што те притиска од надвор. Дали те измачува, дали те тепа, дали ти става притисок на твоето тело, не станува за таков притисок. Иако постои таков притисок, после ќе ви го објаснам и тој, али ова е притисок кој што е внатрешен притисок. Од внатре. И мнозина можат да се движат низ овој град, низ оваа држава, а да ние не знаеме или пак да не приметиме дека бидејќи нели луѓето се склони да глумат или глумиме. И обично нели ќе се дотераме, ќе се нашминкаме, ќе ставиме гел и така одиме некако и вика луѓето па добар е човеков, ништо не му е. Но Светиот Дух точно знае што тој човек доживува внатре во него. И затоа оваа неволја или ова страдање е внатрешно страдање. И зборот што се користи овдека или објаснувањето е кога нешто се како на македонски се трие едно од друго. Со други зборови, постои борба внатре во тебе како да постапиш. И за жал мнозина одлучуваат без да се советуваат, без да бараат помош, без да се понизат, одлучуваат да прават радикални чекори или пак, да не ги кажам глупави чекори, ама ќе го кажам, екстремни работи кои што никогаш Бог не ги замислил за нив. Дали го разбираме овој дел? Така да внатрешниот притисок е всушност полош или пострашен од надворешниот притисок. Дали го разбираме овој дел? Ако некој те притиска од надвор, те турка, те бутка, те тепа, ја не знам вие дали сте го доживувале, тоа јас бидејќи сум бил во таков свет, мене многу ми е јасен тој дел. Болката ќе ти трае 1, 2 дена, 3 дена, 5 дена и ќе помине. Нели, секој кој што има од вас модрица на вашето тело, знае дека боли во тој момент, али за неколку дена ќе ти каже мајка ти стави кромиче синко, ќе ти помине побрзо. И тоа ќе помине, но внатрешната рана, внатрешниот притисок не поминува толку лесно. Некои, за жал, дури од дека во просторија, чуваат рани кои што се можеби 20 години стари. Можеби 20 години стари рани. И не ги покажуваат, не ги гледаме ние, бидејќи се внатрешни. Но еден ден некако некаде тие рани ќе се отворат и ќе излезе целиот гнев, ќе излезе целата таа горчина. Или подобро да кажам, не мора да излезе, него ќе се манифестира на нешто што никогаш не си очекувал твојот брат и твоја сестра да го направат. И ние ќе кажеме, зашто направи човекот, што ти стана?
А ние цело време сме се фокусирале на надворешниот притисок. А всушност, внатрешниот е многу полош од надворешниот. И затоа Словото ни вели, бидете духовни луѓе. 1 Коринтијани 2 глава. Каде што има една споредба на духовни луѓе, тоа е подобро кажам на душевен човек, таму Павле споредува во 2 глава, 3 глава и 4 глава. Имате душевен човек, имате телесен човек, имате човек кој што иде по неговите страсти, а имате и четврт човек, кој што го нарекува духовен човек. И вели духовниот човек никој не го расудува, или подобро кажам, никој не го просудува како to judge him, не знам како да го кажам тоа. Не го суди, но вели духовниот човек ги суди сите нешта. И јас и ти како браќа и сестри, како духовни луѓе, требаме да бидеме спремни. Не само да гледаме на дворешноста, добар си, нова фризура имаш. Него да погледнеме внатре во човекот. Та независно дали тој одбива или кажува, не е така. Знаете ли колку пати сум се нашол во многу незгодна ситуација со моите пророкувања? Знаете колку пати сум се нашол во таква незгодна ситуација? Станува човекот, ја му кажувам, ти си вака и вака. Знаете што ми вика? Не сум. Пред сите луѓе. И ја викам, леле, отвори се земјо или кај е вратата? А тоа што е многу незгодно. 300 луѓе ве гледаат, ти му кажуваш, ти ова го работиш, ти тоа го работиш, ти ова го чувствуваш сега, со ова се соочуваш, и тој ти вика пред сите тие луѓе, не е така. Само за да после службата, плачејки, тој каже, така е, Чичко Зоран. Ми беше срам да кажам пред другите луѓе. Ако ти ја залепам една, срам ти било. А мене што ми било срам? Така да, внатрешниот увид или духовниот увид во луѓето ќе ве донесе во незгодна ситуација. Тоа не значи дека ние треба да бидеме, да ни ти е тешко нешто, него дозволете му на Светиот Дух да ви даде увид за некоја личност, некој човек од црква, некој човек од надвор, кој што знаете дека вие не знаете, вие не го гледате со физички очи, но внатре во духот ви е јасно. И знаете или сте пресведочени дека на овој човек му треба совет. Така да, немојте само да летате по надворешните изрази, него барајте го тоа што Бог го гледа. Аки продолжиме. Но не само тоа, туку се фалиме и со неволјите. Зошто неволји? Зашто Павле вика нешто што е многу тешко, нешто што е многу неподносливо и со тоа се фали. Знаете зошто? А тоа што он знае дека кој живее во него. Некој може би се тука вика, ти Зоран појма немаш што ми се случува мене во душата. Не, може не знам. Ја го гледам тоа. Можеме да ви посочам, ама нема потреба. Ја може би не знам целата слика, но постои еден кој што живее внатре во тебе, кој што точно знае што се случува со тебе. И затоа неволјата, што рековме на почетокот, не може непријателот да биде поголем од тој кој што е во тебе. Нели сите знаеме на изјава, тој кој што е во мене е поголем од тој кој што е надвор во светот. И затоа неволјата е веќе решлива состојба. Веќе не станува збор за нешто нерешливо. И вика, а неволјите, знаејќи дека неволјата раѓа трпение. Ова е многу интересен. Јас секогаш кога наоѓам во Библијата еден редослед, еден концепт или редослед, секогаш ги фаќам тие стихови и си ги држам, да и подобро кажам, ги зимам како репер, така беше репер или како услов дека тоа мора да се случи. Мора. Например, ќе рипнем во еден друг стих, ама Римјани 14:17 вели вака: Божјото царство не се состои од јадење и пиење или пак од храна и пиење, него е праведност, мир и радост во Светиот Дух. Значи постои еден редослед кој што не случајно е запишан таму. Значи не вика радост, па мир, па праведност. Не, него многу јасно го опишува начинот на кој што ти и јас можеме да изразиме или пак да се најдеме во таа состојба на радост. Кој е начинот? Првин разбираш дека си праведник. Ја разбираш праведноста, дека праведноста е клучниот дел на Божјото царство, а ти си сега во тоа царство. И затоа кога прашуваат учениците каде е царството, и тој вели: зарем не гледате, а тоа е внатре во вас. И затоа праведноста е првиот момент, клучниот момент.
Тој кој што ги отвара нештата, за кој ќе разбереш, сега Бог не мисли љути на мене, сега се смири со мене, сега сме смир, не сме скар. И затоа тој мир сега што го имам внатре во мене е толку добар, е толку прекрасен, што ништо од надворешните и внатрешните случувања не може да ми го одземе. И не само тоа, не само сега што знам дека сум оправдан, и не само што имам мир, него сега имам и радост. И можам да се радувам насред сите случувања и насред сите непогодности околу мене или околу другите. Јас сега имам праведност, мир и радост во Светиот Дух. Така да кога ќе видите редослед во Библијата, памтете го, запишете го, затоа што тој редослед си има свој начин на исполнување. И не сакаш да го промашиш овој дел. Ти кажувам. Мене ми е жал за тие луѓе кои што не го знаат овој принцип, не ги знаат овие стихови. Не го знаат начинот на кој што Бог, Светиот Дух му објаснува на Павле како функционира се во ова. И не само овој стих, имаме стихови во каде е тоа? Јаков прва глава. Јаков прва глава, 3 стих. Вели, радувајте се кога ќе дојдат неволји, кога ќе дојдат страдања. Зошто? Затоа што вели, од страдањата, од неволите, и повторно се користи истиот збор, од тие страдања произлегува трпеливост. Колкумина од вас сте нетрпеливи или сме нетрпеливи? Поготово сега во оваа генерација. Сега да било тоа. Инстантно. Ти си во ВЦ, деца, тато, абе чекај, имам работа. Ама не може да чека сега да си излегол надвор. Не можам сега. И не можеш да објасниш дека не може сега. А тоа што е толку кратко тоа фитилјо, толку е краток. И инстантно све сака. Не може бре луѓе, јас сум чекал 20 години за мобилен телефон. Не можеш ти на 5 да добиваш мобилен телефон. Ме прашувате деца, тато, ти кога доби телефон? Викам на 25 години. Вика, си чекал 25 години, ба ја не сум знаел дека има. Не имало. Го разбираме овој дел. Значи, постои момент, и потоа вели вака, ова е Јаков прва глава, 3 стих, и вели, од страдањето, од испитувањето на вашата вера, произлегува долго трпение. И потоа вели, од долго трпението произлегува уште нешто. Повторно имате, од едно излегува друго, од едно се раѓа друго. И вели, од долготрпението произлегува совршен карактер. Вау! Значи, сакаш совршен карактер, тогаш мораш да го следиш процесот на раѓање на нештата. Или подобро кажем, на умирање на нештата. Мора да умре твоето нетрпение, за да може да се роди трпението. Мора да умре несовршениот карактер, за да се роди совршениот карактер. И знаете како завршува Јаков во тој стих? И на ваквите луѓе ништо не им недостасува. Ништо не им недостасува. Имаат се во изобилие. Знаете како се однесува човек кој што има се? Не се секира за ништо, бидејќи има се. Не му пречи, како да кажам, не се стреми да се збогати, бидејќи веќе е богат во Христос. Не се стреми да добие нешто, бидејќи веќе добил се. Таквиот човек е комплетен во се и таквиот човек си живее во мирот. Ајде кажеме, држите прст на ова. Дали знаеме дека одморот не е нашата цел? Мнози на луѓе само да можам да дојдам до тој одмор. Одморот Христов не е целта која што јас и тие бараме. Одморот е причината за да ние функционираме. Затоа што ние веќе го имаме Христовиот одмор. Вели таму, направете, во Евреи, вели, направете секаков напор. Интересно е што во Новиот Завет на 2 места се користи зборот напор. Бидејќи Бог сака да ги исклучи сите напори човечки, за да никој не се фали и да каже се спасив по моја заслуга. Многу добро го знаеме Ефесјани 2 глава 8 стих. Вели, по благода сте спасени преку вера и не од вашите дела, за да никој никогаш не се пофали да каже јас ова го направив. Јас направив нешто и се спасив. Туку е надвор од сечи напор. Но кога во Евреите зборува за напор, зборува за промисленост, да не останеме
во заморот на телото, него да го влеземе во тој Христов одмор. Подобро да кажам, им зборува на евреите, вели, доста се мачите со вашите ритуали. Доста се измачувате со вашите жртвувања. Доста мислите дека вие ќе направите нешто. Христос веќе направи се за вас. Влезете во неговиот одмор. И кога одморот е во тебе, тоа е причината да работиш уште повеќе, да функционираш уште повеќе, да се фалиш уште повеќе, да размислуваш уште повеќе на Христос, да зборуваш уште повеќе за Христос. А не дека некои христијани мислат, ако ние доволно работиме, ако доволно се трудиме, еден ден ќе го заслужиме одморот. Одморот веќе е во тебе. Мораш да го видиш. Океј. Уау. 4 стих. А трпението проверен карактер. А проверениот карактер надеж. Ова е многу добар стих. А надежта пак не разочарува. Всушност, тука на грчкиот објаснува еден стих кај што вели, еден збор кај што вели, нема да те посрамоти. Знам дека на македонски е разочарува и тоа е добро е тоа. Али на грчкиот стои, нема да те посрамоти. Што значи тоа? Тоа значи, кога ќе ги поминеш сите неволји, кога ќе поминеш преку сите испитувања, кога ќе добиеш трпение и кога ќе добиеш проверен карактер и кога ќе имаш надеж, а сите велат, еј, а ти се уште немаш добиено тоа што ние го имаме. Ти се уште немаш добиено од овие земни богатства. И во тој момент Светиот Дух ти вика, не се срами. Нема те посрамам. А тоа што надежта што имаш, не те посрамотува. Другите мислат дека ти си губитник или си промашил во животот, али Светиот Дух ти вика, не, надежта пак не те посрамотува, затоа што надежта што ја носиш во тебе е многу поголема од било кое земно богатство дека на земјата. Вау. А надежта пак не те посрамотува, зашто Божјата љубов веќе е излеана во нашите срца преку Светиот Дух кој што ни беше даден. Ако нешто памтите од Словото, од Библијата, памтете ги овие зборови. Може би не сите ќе се најдеме во некои тешки неволји. И ја не верувам дека Бог е Бог кој што создава неволји. Воопшто. Напротив, ја верувам дека Бог е Бог кој што веќе решил да не благослови. И веќе сме благословени. И оној стих што вели дека сите ветувања за оние што се во Христос, Бог на нив, многу јасно пишува, Бог на нив вели да. Значи Бог веќе го дал своето да. Денеска нели гласаме, правиме нешто. Али Бог веќе го дал своето, веќе изгласал пред многу илјади години и рекол да. Сите ветувања што се во Христос за тебе и за мене и за тебе и за мене и за тебе и за мене, Бог веќе вели да. Тој веќе решил. Тој веќе не се колеба, нема два ума, има еден. Има Христов ум. Но следниот дел од тој стих е вели и потоа ние, јас и ти, преку вечната, преку силата на Светиот Дух, преку благодата, ние се сложуваме со Бог и велиме амин. И ние се сложуваме со Бог. Бог веќе се сложил во неговата волја да каже да. Јас и ти треба да се сложиме да кажеме да на него, да му кажеме да на него. Вау, добро беше ова? Океј. Ајде ќе одиме назад, само ова не е да ве исплашам, али ова е само еден дел, само ви ветив дека ќе ви го кажам на дворешниот притисок. И ај најди го исто во Римјани 2 глава. Ќе почнеме од убавиот дел, па ќе завршиме на тој малку потешкиот, 5 стих. Почне од 5, мислам дека 5 е добар. И ова е тежок, да. Али добро, ајде. Вели вака, но поради твојата закоравеност, значи ова е за луѓе кои што упорно се бунтуваат против Божјата добрина. Значи упорно не сакаат да прифатат дека Бог е добар. Едноставно не сакаат. Таквите луѓе можат и да идат у црква долго време. Ама се толку закоравени во нивните срца. Иако овдека овој контекст не е за такви луѓе, али едноставно не прифаќаат. Не може, Бог ме казни, Бог ме казнува цело време. А ја читам во Словото и не наоѓам дека мојот Бог е таков. Наоѓам дека мојот Бог е полн со љубов, веќе е праведен,
веќе е праведност, веќе е свет, веќе ги подмирил сите, како да ги кажам, сите казни ги собрал и ги ставил во Христос или на Христос, за да ние не мораме да бидеме казнети. Океј? Го казни гревот. Бог не го казни Исус. Бог го казни гревот. Го оттрдна од него, за да веќе немаме ништо со него. И вика, но поради твојата закоравеност и непокајаното срце, самиот собираш гнев врз себе за денот на гневот, кога ќе се открие Божиот праведен суд, кој што ќе му даде секому според неговите дела, на оние кои што се со истреност прават добро и бараат слава и чест, нераспадливост, вечен живот. Океј, значи постои момент каде што го подредуваш твојот живот, го подредуваш твоето срце да го бараш, да го истражуваш Божиото царство, да ги истражуваш Божите тајни. Сите го знаеме оној стих од Матеј 6 глава 33 стих, кај што вели: не грижете се за ништо, туку најпрво барајте го Божиото царство и неговата праведност и сево ова другово за кое што се грижевте ќе ви биде предадено. Јас не велам дека ние се треба да го бараме царството. Каде е, Зоран, каде е? Тој ќе оше таму? Не, ние веќе го имаме царството во нас. Она што јас сугерирам, јас што го правам, е го истражувам тоа царство. Ја истражувам големината, длабочината, убавината и богатствата на тоа царство, за да можам да ги манифестирам секојдневно или пак постојано преку мојот живот. Дали го разбираме тој дел? Така да јас не го барам царството, дали ќе дојде со следниот проповедник, дали ќе биде оваа недела, дали ќе биде овој четврток, или може би овој вторник, или како што викаме од понеделник, нели, да почне неделата. Не го барам на таков начин, него го истражувам. Царството е многу големо. Премногу е големо за да јас и ти сами го истражиме. Затоа и Бог е направил црквата да со мноштво, со милиони луѓе го истражуваат тоа царство и сите да бидеме восхитени од неговата убавина. Океј. Кој што ќе му даде секому според неговите дела, на оние кои со истрајност прават добро и бараат слава, чест и нераспадливост, вечен живот. И видите што пише 8 стих. А на оние кои мислат само на себе, овие се тие себичните, и не се покоруваат на вистината, туку се покоруваат на неправедноста, на таквите гнев и јарост. Неволја и мака ќе ја најде секоја човечка душа. Грчкиот збор за неволја е стенохосија. Нема врска со тој претходниот што го зборувавме. Ова е надворешното страдање на човек кој што не сака да се подложи во Божјото царство и едноставно барајќи го своето и не се кае, ќе страда надворешно. Ќе биде, како беше таа, имаме еден народен херој Сардисан, како беше тој? Ѓорги Сардисан на сите страни. Значи, Ѓорги не бил Сардисан внатрешно, тој веќе се не знам таму сега, не го знам човекот лично, ама али тој внатре во себе имал нешто правил, имал некоја кауза, имал нешто правил, али од надвор го сардисале. И како? И неговото тело настрадало. Значи, постојат две врсти на неволји. Внатрешна неволја или страдање и надворешно страдање. И затоа овдека грчкиот збор е неволји, страдање и мака ќе го снајде секоја човечка душа која прави зло. Најпрво на еврен и потоа на грк. Малку ве буни зборот човечка душа, нека зборува за човек, за личност, за тело. Така да постои разлика. Но убавата работа е што ако го читате Павле во Римјани, 1 глава, 2 глава, 3 глава, 4 глава, 5 глава, 6 глава, 7, 8 и до крај го објаснува Божиот план. Дека Бог не сака никој ниту внатрешно да страда, ниту пак надворешно да страда. И затоа Исус го направи дел од негов. Да секој кој што страда дури надворешно со болести да добие исцеление. Да секој кој што страда внатрешно да добие утеха. Што е утехата? А ова е многу добар збор за некој кој што треба да го слушне. Што е утехата? Утехата не е следнава. Што да правиме со тебе сега? Што ќе правиме? Тоа е. Терај, додека можеш, нешто прави. Утехата, знаете ли која е таа утеха која што Свети Дух ја прави во секоја една човечка душа? Те гледа, си паднат, текнува една песна, не можам да ја кажаме. Имаше еден човек кој што не е жив сега,
И на српски неговата песна вели дотакол сум дно живота. Ви текнува таа песна, значи ја не ја слушав таа, ама сега додека зборував, значи он дотакнал или како се го допрел најдолното. И тоа е толку убаво објаснување за ова што ти го кажам сега. Значи кога ти се чувствуваш како да си треснал доле, како да си толку залепен за дното, што не знаеш како да станеш. Знаете што прави Светиот Дух? Светиот Дух е толку добар. И вели, сега ќе го утешам овој човек. И не дека ти си на дното, ама, знаете, ако си паднат, падни доле, маце. Ајде театрално да го пишеме. Води слободно. Да не те удирам, ајде. Така. Меко е да, уво е да. И сега човекот лежи доле на земја, паднате. И знаете што прави Светиот Дух? Не доаѓа кај него па да легне и тој, каже, леле, чекај малку да те утешиме. Вака, да те утешиме, седи ти тука и не се кирај. Станаме стар човек. Се таму. Знаете што прави Светиот Дух? Светиот Дух вика вака, јас не знам друг начин како да те утешам тебе, освен да те доведам до нивото или пак до местото каде што ќе добиеш слобода. И он вели, сега ќе те донесам на нивото на вистината. И кога ќе слушнеш вистината, кога ќе дојдеш на нивото на вистината, ќе бидеш ослободен. Таков е начинот на Светиот Дух. Не те само од страна, него те подига да можеш да ја видиш вистината. Која е вистината? Исус дојде и умре за секој еден човек. Ги зема сите негови гревови, ги зема на себе си сите страдања, да ние да не мораме да страдаме. Да ние да не мораме да го кривиме Бог. Зошто, Господи? Зошто ова мене ми се случува? Зашто ова мене ми се случи? Да немаме никаква причина да му претиме, да му се закануваме на Бог. Колку пати сум ги гледал луѓе, му се заканува, ќе видиш ти, Господи. Нема да идам више у црква. Мене луѓе ми се воле, не идам више у црква. А јас сега да му кажам, ич да не доаѓаш. Значи, ич. Ама не смеам тоа да кажам, јас сум били пастор. Али, некои луѓе му се закануваат на Бог. Нема да давам пари у црква. Нема да доаѓам таму. Нема да благословувам. Како да Бог се плаши од твоите закани. Но ете, има некои мисля дека Бог ќе се исплаши. Светиот Дух е дух на утеха. Ќе те донесе на нивото на вистината. Затоа што ти самиот знаеш дека немаш сили да се ослободиш самиот. И затоа Исус вика, ќе ја знаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Таков начин делува Светиот Дух. Таков начин делува во секоја една човечка душа. За мен еден прекрасен стих. Втора Петрова. Втора Петрова, 3 глава, нека е 9 стих. Каде што вели дека Бог, самиот Бог, не ужива, не му е својствено, не сака да никој пострада или пак да загине, туку сака сите да дојдат до спасение. Сите да дојдат до спасение. Така ли пишува некако? Мака. Господ не го забавува твојето, ако што некои мислат за тоа бавење, туку е трпелив према вас, дошто не сака некој да загине, туку сите да дојдат до покаяние, всушност тука грчкиот е спасение. Јас се надевам дека барем малку го доправме делот дека Бог е љубов. И ако некој се сомневал зашто ми се случуваат тие работи, ја би рекол вака, а зашто не се прашаш што можеш да научиш од овие работи што ти се случуваат? Како да излезеш од нив? Како да излезеш како победник? Или да му дозволиш на Исус да биде победник во твојот живот? Наместо да кажеш зошто мене ова ми се случува? А тоа е тенденција, јас сум приметил на секоја човечка душа. Едноставно е во изобилие. Дури и најмалото нешто. Ама зашто мене да ми се случи ова? Зашто ја да имам бемка тука? Па не знам зашто, не знам, ете така. Нешто се измешало таму гените. Ама не прашувај зошто мене ова ми се случува, него запрашај се, што можам јас да научам од оваа ситуација и како да му дозволам на Светиот Дух да биде победникот. Како да дозволам да Христос биде прославен во себе ова. Затоа што јас и ти ако се жалиме, тешко е, не може, не. Каде е прославата? Каде е тоа дека некој ќе каже, добар е твојот Бог. Ако ти ја се сложуваме, да, лошо е и лошо ќе биде.
Каде е тогаш надежта во тебе? Каде е тогаш посрамот или непосрамотувањето? За некој од вас се срама да каже дека се христијани. Се срамите да кажете верувам во Исус. Не треба да се срамиш. Имаш секоја причина да се фалиш и да кажеш тој е мојот Господ. Тој може. Вау. Окей.